Hey, how are you? Okay, good. Glad to see you. How are you? Nice to see you. You know good day. Nice view. Yeah, there's a little bit the last 2 or 3 days before holidays. Како сте задоволен од средбата со еврокомисарот за проширување Штефан Фуле, кои беа неговите пораки до вас? Имавме доста отворен разговор кој се однесуваше главно на оние активности кои Република Македонија ги спроведува во поглед на европските интеграции. Воедно комесарот изрази и интерес за динамиката на остварување на зацртаните цели, како и на поставеноста на Република Македонија од аспект на очекувањата. Сметам дека тоа што беше доста значајно и што го споделивме е дека очекуваме од земјите членки на Европската Унија да ги препознаат овие напори и напредок кој е навистина суштински и води ко поправец на остварување на сите оние зацртани цели кои Европската комисија ги има дефинирано како приоритетни во диалогот со Република Македонија. Сметам дека за нас е значајно тоа што тоа е увидено на ниво на Европската комисија. Ние треба да ја одржиме таа динамика во остварување на целите и тоа ќе биде исклучително значајно и за градење на перцепцијата кај земјите членки за динамиката на овие остварувања. Мислам дека значајно е и што во престојниот период под кипарско председателство, во чии што рамки утре ќе се одвива и Советот за стабилизација и асоциација, ќе можеме да ги дефинираме сите оние остварувања кои би требало да ја подат Република Македонија кон премени конечно во втората фаза од Советот за стабилизација и асоциација и воедно кои би ја обезбедиле поддршката во рамки на земјите членки. Ние тука настапуваме со еден исклучително отворен и конструктивен став, а тоа е дека сакаме да градиме клима во која ќе се поддржуваат реално процесите на интегрирање на Република Македонија во Европската Унија. Очекуваме дека нашиот јужен сосед ќе ги препознае тие напори и со една конструктивна реторика и со носење на одлуки кои се концентрирани на заедничките придобивки од напредокот на Република Македонија кон Европската Унија може да даде конкретен придонес. Мислам дека и комесарот очекува дека можеме да ги материализираме оние остварувања кои се значајни за нас. Значајни се за нас, но значајни се исто така и за Европската Унија. Секако дека нам ни е целта овој процес да придонесе за градење на подобра клима со Балкан кој е интегриран во Европската Унија. Република Македонија може да даде конкретни резултати во овој правец. Дали комесарот Фили ги повтори зборовите на задоволство од развојот и пристапувањето на Македонија кон точките од диалогот, пристапниот диалог на високо ниво и дали уште еднаш посочи дека сега топката кај Атина поради позитивната клима која доаѓа од Скопје? Видете, по однос на првото прашање, сосем е нормално Европската комисија да се фокусира на сите оние полиња по кои ние треба да испорачуваме резултати. Тоа што е увидено е дека навистина имаме голема енергија инвестирана од аспект на Република Македонија во остварување на сите цели. Се надевам дека до септември и третата сесија на пристапниот диалог на високо ниво ќе можеме да направиме едно конструктивно окружување кое ќе ни помогне за остварување на заедничките цели. Секако дека интересот и тоа што го изразува Европската комисија како интерес е од наша корист и дека ние се трудиме да ги исполниме сите оние одредници кои се поврзани со сите приоритетни точки. Што се однесува до наметнатиот билатерален спор, тоа што беше споменато е дека се очекува од двете страни да придонесат кон надминување на овој билатерален спор. Ние ја потенциравме нашата позиција дека за Република Македонија исклучително значајно е да се има искрен и отворен пристап. Ние тоа го покажуваме во нашите настапи, во иницијативите кои ги поставуваме и очекуваме дека и нашиот јужен сосед може да придонесе во овој правец. Целта ни е да ги затвориме сите можни отворени билатерални прашања, но исто така и да го задржиме процесот на проширување на Европската Унија на Балканот, да биде валиден
и да биде докажан со конкретни гестови на терен. Тоа ни е целта.